Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски, кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Горица Пеливанова Вилхелм, го пуштија во работа првиот мал групен дом за деца во ризик. За прв пат во земјава се отвара ваква институција која ќе ги згрижува 24 часа децата на кои родителите не им посветиле доволно внимание и со тоа се во потенцијална опасност да станат деликвенти. Најпрво ми представува особено задоволство што денеска се наоѓам во градот Кавадарци, заедно со градоначалникот, со директорката на Центарот за социјални работи и со други представници на локалната самоуправа, заеднички да го отвориме првиот мал групен дом за деца во социјален ризик во Република Македонија. Градот Кавадарци е град познат по голем број револуционерни процеси. Ова е исто така еден револуционерен процес, бидејќи од Кавадарци тргнува и продолжува да се имплементира и интензивира процесот на деинституционализација, односно започнува сместувањето на деца во социјален ризик во мал групен дом во нова форма под која што ќе се обезбеди многу поголема и подиректна грижа за децата кои што се наоѓаат во социјален ризик. Ваквиот начин на сместување според нашите очекувања, а и според праксата која што науката ја покажала и докажала во минатото во поголем дел од земјите во светот, посебно во земјите од Европска унија, покажува дека квалитетот на раст и развој кај децата, кај кои што во еден период од својот живот поради X проблеми и прашања со кои што се соочувале нивните семејства, придонеле да имаат известни психосоцијални проблеми, воспитно-социјални проблеми, ќе овозможи многу поправилен третман и многу поконцентрирана грижа за тие деца, а со тоа и нивно реактивирање и повторно вклучување во сите правилни општествени текови. Во рамки на овој мал групен дом ќе бидат сместени меѓу 5 и 8 дечиња. 8 е максималниот капацитет, има одвоени спални за децата од машки пол и за девојчињата, значи на еден начин се постигнуваат потребните стандарди кои што се неопходни за згрижување на истите. Министерството за труд одвои некаде околу 1.500.000 денари за адаптација и подготовка на овој простор и ова е само мотив повеќе да продолжиме и понатака за да отвараме вакви мали групни домови и во услови кога имаме сериозна поддршка од локалните самоуправи и од градоначалниците, очекувам дека и другите градоначалници и локални самоуправи ќе го следат примерот на локалната самоуправа и на градоначалникот на општина Кавадарци и ќе продолжиме и понатака да ги реализираме ваквите проекти од кои што најголем бенефит ќе имаат децата кои што се во процес на раст и развој и да ви информирам дека во него ќе бидат сместувани деца од 6 до 14 годишна возраст максимум. Кандидатот за градоначалник Александар Панов во изјавата пред медиумите рече што помалку да се користат капацитетите на овој дом, но дека истиот сепак е реална потреба. Некој внатре прокоментира ајде нека се множат, нека не се множат, туку напротив, нели овој дом го отвараме затоа што имаме потреба. Меѓутоа дај Боже да немаме потреба за отварање на ваков дом, дај Боже да немаме потреба за метадонски центар, за центар за рехабилитација, односно сите оние институции кои што досега со помош на Министерството за труд и социјала се отворија и ќе се отворат во Кавадарци. Ние како локална самоуправа уште од самиот почеток со отварање на метадонскиот центар, па и сега, а и во иднина со центарот за рехабилитација кој што треба да се отвори во непосредна близина на метадонскиот центар, помагаме како со материјали, така со уредување на дворови, па и нешто повеќе со тоа што ги анимираме и бизнис секторот да помогнат, затоа што навистина се работи за ранлива категорија на наши сограѓани кои што не смееме никако да ги оставиме на маргините, туку напротив да помагаме за нив. Директорката на Центарот за социјални работи Вања Маневска нагласи дека со децата кои ќе бидат згрижени ќе работи тим од стручни профили. Стручната работа ќе биде од страна на мултидисциплинарен тим, значи стручни компетентни лица, и тоа педагог, психолог, социјален работник, доколку има потреба може да биде и дефектолог, како и наставен стручен работник, како и двојца негователи. Тие се веќе обезбедени од страна на кадрот со кој што располага Центар социјални работи, значи че има само прераспоредување на нивните работни места.